Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Теута Арифи е кандидат за градоначелник на Тетово, а Невзат Бејта за Гостивар. Во Центарот за култура во Тетово од понеделник ќе се врши ревакцинација, а со работа ќе започне и пунктот за вакцинација кај жичарата Илем Турс во Тетово. Потребата на родителите за згрижување на нивните деца ги исполнува капацитетите на градинките во Тетово. Дуи на состанок на Генералниот совет што се одржа во Гостивар утврди кандидат за градоначалници за 17 општини и носител на советничка листа за Скопје. За Тетово повторно кандидат за градоначалник е Теута Арифи, а за Гостивар Невзат Бејта. Теута Арифи за Тетово, Невзат Бејта за Гостивар добија официјален амин од ДУИ како кандидати за градоначалници на локалните избори. Партијата денес во Гостивар одржа состанок на Генералниот совет, на кој утврди кандидати за градоначалници за 17 општини. Од полошките, освен за Тетовската и Гостиварската, избрани се Неби Реджепи за Врапчиште, Фатми Ризаири за Желино, Бесник Емшиу Боговиње, Нухи Незири Теерце и Аркин Јахии за Брвеница. По состанокот Бујар Османи во својство на портпарол на партијата изјави дека се убедени во најголемата победа на локални избори досега. На партијата ја представи предлог листата на кандидати за следните локални избори во една позитивна атмосфера, во еден ентузијазам и силно убедување дека ДУИ ќе оствари најголемата победа можеби во последните години на овие локални избори, и тоа поради бројни причини, пред се поради здобиениот кредибилитет пред граѓаните, кој што доаѓа со исполнување на сите ветувања на партијата и на организацијата во изминатите години, меѓутоа и поради тоа што во комуникација со граѓаните се направи најдобрата селекција на кандидати, а ќе излеземе, сигурен сум, со најдобрата програма на партијата за наредните избори на 17 октомври. На состанокот во Гостивар беше утврден и носителот на листата на советници на град Скопје Ардијан Муча. Победата на Демократската унија за интеграција на локалните избори несомнено ќе ја следи уште поголема грижа за животната средина, редовно одржување на патната инфраструктура, добро реновирани, одржувани и нови училишта, соопштија од партијата. Од утре со теренско собирање на податоците во земјава ќе започне да се спроведува попис на населението и објектите. Како што најавија надлежните, пописот ќе се спроведе безбедно со почитување на здравствените протоколи. Тие уверуваат дека не постои никаква шанса за ширење на вирусот меѓу граѓаните и попишувачите. После речиси 20 години, после големи премрежја, обструкции, одложувања, конечно сме на прагот да отпочнеме со теренската работа и со прибирањето на потребните податоци. Сите подготовки се завршени. Комисиите на пописните райони, заедно со нашите државни инструктори, успешно ги завршија обуките на районските инструктори и попишувачи, и денес тие се излезени на терен во обиколка на своите пописни кругови. Се е подготвено за утрешниот старт на попишувањето и ја користам оваа можност да упатам апел до граѓаните со доверба да ги примаат нашите попишувачи. Оваа акција е од интерес за секој еден од нас и е привилегија и чест истовремено да се учествува во пописот со самото тоа што секој од нас ќе одговори на поставените прашања. Тоа значи грижа за подобар живот за себе, но и за идните генерации. Податоците од пописот представуваат основа за подобро утре за нас и за нашите деца. Два нови вакцинални пунктови во Тетово започнуваат со работа од понеделник. Во Центарот за култура Илјо Антевски смок од понеделник ќе се врши ревакцинација. Исто така со работа од понеделник започнува и пунктот за вакцинација кај жичарата Илем Турс во Тетово.
Центарот за ревакцинација во салата на медицинското училиште ќе работи до недела 5 септември, а веќе од понеделник овој центар ќе биде префрлен во Центарот за култура во Тетово, каде што ќе се врши ревакцинација. Исто така со работа од понеделник започнува и пунктот за вакцинација кај жичарата Елем Турс во Тетово. Од понеделник ќе започне имплементација на брзи тестови во здравствениот дом во Тетово, кои несомнено ќе го олеснат и овозможат побрзо и поефикасно откривање на нови случаеви со COVID-19. Благодарение на отварањето на новите пунктови за вакцинација во Тетово, според статистичките податоци, ние сме првиот град во Европа по бројот на граѓани кои се вакцинирани последните 2 недели, со зголемување од 15% од вкупниот број на граѓани. Ако оваа динамика продолжува и следните 2 недели, ќе имаме близу 50% вакцинирани граѓани, затоа сакам да ја користам приликата да ги повикам граѓаните да продолжат со истото темпо да се вакцинираат. Од понеделник ќе започне и функционирањето на Центарот на култура како центар за ревакцинација, како и пунктот за вакцинација кај жичарата Елем Турс. Со цел подобро и поефикасно управување со вакцините, кризниот штаб во Тетово денеска одлучи дека како центар за вакцинација за деца на возраст од 12 до 18 години, бремени жени и доилки, да се вакцинираат во здравствениот дом во Тетово. Центарот за ревакцинација во салата на медицинско училиште ќе работи до недела, а од понеделник овој центар ќе биде префрлен во Центарот за култура во Тетово. Инаку состојбата со коронавирусот во Тетово и понатаму не се смирува, откако во изминатово деноноќие починале 4 пациенти, од кои најмладиот на 53 години, а најстариот на 78 годишна возраст. Моментално во Тетовската клиничка болница се хоспитализирани вкупно 120 пациенти, сите на кислородна поддршка, а во текот на изминатото деноноќие имало вкупно 147 амбулантски прегледи. По година и половина учениците се вратија во училишните клупи, а наставата се одвива според протоколи за заштита од коронавирус. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари упати апел да се почитуваат мерките и препорака до просветниот кадар да се вакцинира. Новата учебна година, која почна на 1 септември, ги врати децата во училишните клупи, но донесе и големи предизвици во однос на пандемијата. Во Гостивар, поради сериозноста на состојбата со коронавирусот, средните училишта 2 недели ќе ја одржуваат наставата онлайн, додека основците со физичко присуство. За да се избегне ширење на вирусот меѓу децата кои се најголеми преносители, во училиштата да се почитуваат пропишаните протоколи за заштита, апелираше градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Се наоѓаме во пик на една пандемија, тоа 4 бран на пандемија со COVID-19. Училиштата се ризични места од кај што доаѓаат деца од секакви семејства и тука, знаете, децата се најдобрите пренесувачи кои што асимптоматски ја поминуваат болеста, а пренесуваат од едно во друго семејство, така да и наставниците треба да бидат внимателни и учениците. Јас ги гледам, учениците сите се со маски, се придржуваат барем по препораките кои ги даваат компетентните институции. Се надевам така и да продолжат. Првиот човек на Гостивар со препорака до просветниот кадар и другите вработени во училиштата да се вакцинираат против ковид, што според неговата оценка е најдобар начин на превенција од зараза и тешки форми на болеста. Би апелирал до наставниците, бидејќи работат, имаат јавно задолжување или јавна работа во која што сите ние што работиме, што имаме јавна функција или да речам јавен ангажман, сме во допир и контакт со различни луѓе, па добро би било да се превенира преносот на болеста. Веќе повеќе научни студии покажуваат дека превенирањето на пренесување на вирусот е единствено вакцината. Затоа не можеш на никого да му речеш вие морате да се вакцинирате, меѓутоа моја искрена препорака би била до сите наставници и вработени во образованието да ја примаат вакцината, се со цел да имаме што помал број на заболени
и што помал број на починати од COVID-19. Четвртиот ковид бран е најтешкиот за Гостивар од почетокот на пандемијата, со високи бројки на заразени и голема смртност. Во последните 4 недели починаа над 70 пациенти. Активно болни се околу 1100. Се исполнуваат капацитетите на тетовските градинки. Директорката на детските градинки Младост во Тетово, Рамие Даути, вели дека нема простор за паника кај родителите доколку нивното дете не биде примено во септември, нагласи дека децата ќе се примаат во текот на целата година, во случај кога ќе се ослободат места во групите. Потребата на родителите за згрижување на нивните деца ги исполни капацитетите на градинките во Тетово. Дури 90 дечиња се примени во градинките на последниот уписан рок. Зголемувањето пак на бројот на дечиња во групите над 2 години, на плюс 5 во една таква група, како најнова одлука на владата за зголемување на квотите во градинките, овозможи дополнителен прием на дечиња кои што биле на листата на чекање. Знајќи дека веќе не е до заинтересираноста, но повеќе е до потребата на родителите да бидат децата згрижени, бидејќи нашите градинки секогаш биле преполни. Со ова што имавме по 20 дечиња да бидат во група од над 2 години, се пополнија свите капацитети на градинките. Но сега знаеме дека Министерството ни даде можност уште по 5 дечиња плюс да се примат и во моментот ги пополнуваме тие места каде што имаме слободно место. Рачунаме да бидат поголем број на деца примени во градинки и згрижени. Стабилна е состојбата во градинките во поглед на заразени, вработени дечиња, истакнува директорката на детските градинки Младост од Тетово, Рамие Даути. Моментално кај нас имаме воспитувач кој е од корона заболен, но пошто беа одморите и воспитувачот ни еден ден не бил при децата и при групата, така што само воспитувачот е на домашно лекување и очекуваме дека за некои 2-3 дена ќе почне со работа. Од 130 вработени што ги имаме на ниво на градинката, само 10 не се вакцинирани, но очекуваме дека деновиве и они ќе се вакцинираат поради тоа што треба да имаат безбедност децата. Во градинките остануваат на важност протоколите за заштита од ширењето на заразата со COVID-19, односно вработените прво треба да се измерат сопствената температура и во текот на целиот ден да носат заштитни маски. Согласно протоколите, да не влегуваат во други групи, освен во групата за која што се конкретно задолжени, честа дезинфекција, како и често проветрување на просториите во кои што престојуваат. Уништениот мурал на уметникот Павле Кузмановски повторно насликан на платно и поставен во основно училиште. Муралот образование на академскиот сликар Павле Кузмановски, кој беше премачкан со бела боја при реконструкција на гимназијата, е репродуциран летово од авторот, како слика на платно и од вчера е поставен во основното училиште Братство Миѓени, објект спортски центар. Муралот беше препознатлив белег на гимназијата Кирил Пејчиновиќ уште од 1966 година, кога уметникот го направил сликајќи директно на еден од зидовите во зградата. Откако медиумите објавија дека муралот е примачкан со бела боја, уметникот добил покана од помошник директорот на основното училиште да направи нова слика. Може да се каже во една, и сам би рекол, неверојатно брза, ефикасна и спонтана желба на повеќе луѓе од градот, меѓу кои највише и за него и се направи тоа училиштето Братство Миѓени, а посебно помошник директорот Небојша Арсиќ, кој што немам да речам повеќе од 5-6 дена се појави кај мене со желба дали има можност тоа дело да се обнови на некој начин во неговото училиште, затоа што има такви простори, сали и така натаму, и така тоа крена.
Но се разбира дека тука имаше повеќе пречки, да речам, технички пречки. Прво го видовме зидот дека е стиропор и дека не би могло тоа да биде од траен карактер, па се одлучивме на платно да биде тоа дело во оквир на просторот што го даваше тој дел, еве тука е пред нас. Сликата е создавана во ателието на уметникот изминатото лето. За авторот на 82 години, ова беше голем предизвик повторно да успее да го создаде ова дело. Дојдовме до заклучок дека треба и може да се направи со димензии 2 метра пати 4 метри. И тоа дело захтеваше да биде спремано во моето ателие, тоа платно. Тоа го направивме и така кренавме 40 на дена работни мои беа тие посветени цело ова лето што помина и на среќа ето успеав да го вратим некако според снимак, фотографски снимак од Зоран Андонов кој што го снимил тоа постоечко дело од 1966 година во гимназијата, многу добро снимено и очувано и врз база на тоа дело направивме ова сега што е овде, но не на зид, туку на платно. Сега ова на платно посебно, не на зид, као мурал, него на платно, уште поголем предизвик беше, но си го чини своето тоа што желбата и способноста и можноста да можам на овие мои години да го направам и го направив. Тој го има создадено мурал од 1966 година како дипломец на Факултетот за применети уметности во Белград, со одобрение на тогашниот наставнички колектив. Доброволно го создал муралот како пробна работа за неговата идна дипломска работа, која ја направил 6 месеци подоцна. Уметникот Павле Кузмановски, роден 1939 година, е еден од најпознатите македонски академски сликари. Минатиот месец полицијата санкционирала 1694 сообраќајни прекршоци или 734 повеќе во споредба со истиот период лани. Од сообраќај се исклучени 51 возило и 212 возачи. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово. Во Тетово и Тетовско во редовните и над 20 на акциски контроли спроведени минатиот месец, вкупно откриле и законски санкционирале 1694 различни видови неисправности, односно сообраќајни прекршоци, или 734 повеќе во споредба со истиот период лани. Во контролните активности реализирани во август, а поради констатирани прекршоци, од сообраќај било исклучено 51 возило. Без малку половина од исклучените имале истечена регистрација на 30 дена, додека кај 26 била утврдена техничка неисправност. Во август исто така од сообраќај биле исклучени 212 возачи, од кои 129 управувале возила без возачка дозвола, 32 под дејство на алкохол, 37 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања, 9 мина со несоодветна категорија и 5 мина со важечка забрана за управување. Покрај тоа во овој период времено биле одземени 17 возила, од кои 10 за истечена регистрација повеќе од 6 месеци, а 7 за бучавост, 41 возачка дозвола, 48 сообраќајни дозволи, додека Тетовската ПАЕК служба вкупно подигнала 84 непрописно паркирани возила, најмногу во централното градско подрачје, пред се во зона на крстосници, на пешачки премини и на други недозволени места, кои непосредно го невозможувале непреченото и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до граѓаните да не палат огнови, бидејќи предизвикувањето на пожар намерно или од човечко невнимание представува кривично дело за кое се предвидени ригорозни законски санкции.
Минатата и оваа недела на поширокото полошко подрачје беа регистрирани неколку предсеполски пожари, во кои гореше сува трева и нискостеблеста вегетација. Поради ова, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира и ги предупредува сите кои работат или се движат на отворен простор да внимаваат со отпушоците и догорчињата и да не палат огнови. Ова посебно се однесува на земјоделците, кои интензивно се ангажирани на собирање на летнината, но и кои ги чистат и палат отпадоците и стрништата на нивите и потоа заминуваат, а огнот без контрола брзо се шири, особено кога времето е ветровито. Максимално внимателни им се советува исто така да бидат и оние кои работат во шумите, како и излетниците, посебно во Мавровскиот регион и по долината на реката Радика, зашто доволна е само мала искра за да се потпали сувата трева или другата околна вегетација. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш потсетува дека предизвикувањето пожар намерно или од човечко невнимание представува и кривично дело, за кое се предвидени ригорозни законски санкции, парични затворски казни од најмалку 8 до 10 години, зависно од крајните еколошки и други последици. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатен викенд.